Андреј, у подкастрување. Знаеш колку ми е чудно, Андреј? Затоа што ти обично подкаструеш. У целу државу. А сак дојде ми да те подкастримо. Да. Наред дојде Куманово. После колку градови? Па трет град е Куманово. Прв ни беше Скопје, Охрид и сега сме во Куманово. Немој да ми кажеш дека у Скопје и Охрид го завршисте работа и дека Далеко од тоа. Да. Па ете, почнавме некоја, да речам, некој интересен концепт заедно со Филип, ќе се на 10 познат на гледачите преку Инстаграм профилот. Почнавме нешто малце поголемо, тоа што сме го правеле до сега. До сега сме средувале места каде што ние сме движеле, сме живееле, тоа било претежно во Скопје. Јас сум имал и претходно неколку акции надвор од Скопје, меѓутоа ова е малце поголемо, да речем, бидејќи од сегде луѓе не гледаат, гледам коментари од сите градови и решивме да направиме нешто да биде низ цела Македонија. И така, почнавме со Скопје, моментално договараме за Куманово овој викенд и ќе видиме кај ќе продолжиме. Не е душо важно, и затоа нема да го поставува оној прашање досадно, што сви новинари га поставljав, како почнавте, него куде ќе завршите? Има ли крај? Па не знам дали има крај, искрено. Да. Види, јас го почнав сето ова, бидејќи уживам во уредување на зелени површини. Тоа сум го кажал многу пати, сакам да си го работам и приватно ова. И бидејќи стварно уживам додека го правам, и еве, сега за сега оди добро, луѓето дубово го прифаќаат и мислам дека сме на добар пат да продолжи цела приказка. Кај ќе заврши, не знам. Луѓе увек прифаќав добро, све ми се чини, све подобро и подобро прифаќав некој друг да им го заврши работу. Нели ти се чини така? Па да, и тоа не бегам и од тоа искрено, ама па ќе кажам, го правам ова зашто сакам да го правам, не дека сакам да покажам прст према некој зашто е крив, зашто е местото такво или онакво, едноставно го правам тоа што го сакам. Дали можда у некој момент и на тебе и на Филипа узор ви бесва пример за тој како се работи овај конкретно работа? Амерички дечки, забравljam им име, кои што прво почнасва на стари изнемоштени лица да им средуе в подворови. За малку неславно ќе завршесва, затоа што у Америку знаеме каква е ситуација со хаузинг. Почнасва да ги пријавував луѓе, полицију да им викав, затоа што нормално, ако е позапуштено место, се обезвредни куќа. Посебни закони, имаат посебни закони, зависи која од државите во Америка. Имаат посебни закони да не сме над толку и толку сантиметри ке ни фе друга или мерната единица, да му е висока тревата. Едноставно не сме законски и мора да го одржуваат. Тоа се има места каде што се едноставно не може изнемоштена жената, нема пари да плати некој да ја го среди, остануваат така. Сега тие луѓе, дефинитивно мене барем можам да кажам дека ми беа инспирација на почеток за да го почнам ова. Особено SB Mowing, тој е американецот што верувам сите го имаме гледано и тука, доста познат светски контент креатор, и Nathan Sloan and Gardens, тој е од Австралија човек. Ама тој повеќе на јавни површини и затоа ми дојде идејата онака дека можам јас да го правам тоа на јавни површини. Дефинитивно ми биде инспирација. Благородно многу, па прошли ден гледам и некој дечко од скандинавску земја, мислам дека беше Данска, сака да се одужи на заедница затоа што кад бија мал останаа без родители и они му помогнале, удомиле га и сега иде и по јавни површини, по детски игралишта. Таму нема многу работа како каде нас што има, али куде пројде, куде види дека треба да се изфарба клупа, треба да се намести љуљашка да биде побезбедна, па и куде треба да се окоси, тој го прави. Ненормално благородна работа. Значи ли тој кога викаш дека сакаш да се бавиш со тој дека сакаш у хортикултуру, да си докуде си со образование уствари лично, затоа што си многу млад, сигурно не си на студија још. Не, завршив јас средно завршив физкултурно, а завршив факултет економски на Универзитет Кирил и Методи. Дипломиран економист, Добро. Со тоа што градинарство ми е љубов од многу одамна, бидејќи моите се цвеќари, моите имаат цвеќара, мајка ми и татко ми, и од секогаш и у двор сум знаел да излезам, да подсредам нешто, ми било интересно да пресадам цвеќе, да насадам нешто. Секогаш ми било интересно да уредам некое делче од двора, да речеме. И дојде време да си го правам тоа што стварно го сакам и баш ми е мило што тера на таму приказката. С Ружицу пред да ни дојдеш, Ружица е наш познат активист, збори смо за
за синтагму, за поим корисан идиот. Зашто? Не со намеру да тебе наречеме корисан идиот, него спомнам и како јавија се некој новинар или некој што се бави с новинарство пред известно време и во кажаја, лично на њу се обратија, Ружице, ти си само еден корисан идиот. Ти овој што правиш, уствари правиш одреден вид хајку против локалну самоуправу и против директора на јавно предпријатие Чистота и зеленило у Куманово. Што можеш да искоментираш у однос на овој поим и дали си се некад осетија како, ајде да го кажемо, и ми корисан идиот? И што тој значи? Дали се плашиш дека некој може да ќе те злоупотреби, евентуално преко тебе пиар да го направи дека нешто корисно направија за општество? Може да се обида дефинитивно, ама не верувам дека може да успеат во такво нешто ако јас не дозволам. Едноставно, мислам дека во такво општество живееме, толку сме подуени со политика и со работи што не треба да не интересираат, и од таа причина верувам дека и го добила тој коментар. Јас и на почетокот кога почнав, никогаш не ми била намерата да кажам еве овој е крив и затоа јас го правам за да покажам кој зошто не си ја работи работата. Едноставно, како што кажав, сакам тоа да го работам, уживам додека го правам и кога излезе првото видео да го направам, кога видов колку добро онака излегува од 20 на 30 секунди средување на место што ми потрошило мене саат време, реков ова ќе го правам стварно, пошто стварно мене ме исполнува. Не ми била никогаш да критикувам некој, мислам, самите гледаме ние во градот, кога излезеш во град сам гледаш, не треба некој да ти сними, да ти покаже дека не било негде средено или... Добро Андреј, сега да не релативизирамо и сами видеа што ги правиш и цел овој, ајде да го ичка неќу збор проект, ама да го кажемо проект твој личен, колку и да е од љубов, колку и да е од ентузијазам, сам по себе е критика, затоа што ти не мора нешто да го изговориш, да го кажеш, али фотографија на некој начин. Пред и после, на некој начин тој лега и суштина на инфлуенсерство. Да. Јас искрено се надевам дека и кај нив како и кај луѓето ќе инспирирам и дека и тие луѓе што работат таму ќе сматат дека не е едноставна работа или дека не е некоја од ниска класа работа, дека стварно се работи за уметност на некој начин, градинарството, да си ја сакаат работата што ја работат, меѓутоа и тие што се одговорни нормално да ги инспирирам дека колку добро може да изгледа некоја локација со малце љубов. Ако може еден човек неколку локации да направи, да мислите што може да направи цело, да не речам цел град. Често замислуju. Да, ама треба да се сака и треба да има волја. Се надевам дека ги инспирирам и нив како што и луѓе во што ми пишуваат по коментари. Сигурно, затоа викам, тоа е суштина на уствари на инфлуенсерство и тоа е, па може и тој да се најде критик. И не постои тој луѓе што викав позитивна и негативна критика. Критика е критика. Точно. Да, и преко пример, уствари, сакаш нешто убаво да покажеш. Имаш убав термин као тивок протест на некој начин, не знам кој ме го каже на почетокот тоа. Тивок. Иако не ми било тоа целта, ама се надевам дека сум иако можам да приметам на некој од како се вика сликите кои што ги објавуваат општиниве на социјалните мрежи, дека користат алатки што досега не ги користеле, а јас ги имам во моите видеа. Значи на некој начин можеби сум помогнал, не знам. Се надевам дека е така, па ќе кажам. Алатки за правење на видео или алатки за чистење, за средување, да. Ако ти текно се не знам правото име како е, меѓутоа она што е за стружење за бекатонки за средување. Да, не знам како се вика. Од Тему ми е првата купена таа која почнував на времето, пред неполна година. Да. И гледам дека такви користат сега општините, особено општина јас кај што живеам, така да се надевам дека и други ќе им бидам од корист на некој начин. Што ќе кажеш генерално за стамбену културу, дали може да се подели граѓани на тој дека поголема име култура и свест еколошка, нарочито на тие што живи во стамбени површини, установи или на тие што живи у куќу? Имаш ти такво до сега добиено перцепција? Не знам така дали би ги поделил. Или село, град. Имаш луѓе што се грижат и луѓе што не се. Да се делимо по било што, ајде и овој да го поделим. Добар пример е од првата акција во Скопје што ни беше како се вика од оваа
кампања, ако можам да наречам што почнеме по други градови. Првата акција во Скопје, луѓето некако погледна видеото на YouTube. На почетокот на видеото снимив едно делче од Скопјанка, тоа е место во аеродром, блиску до главната железничка автобуска станица во Скопје. Го средувавме тоа место и на ќошот, односно тоа како ќе му дојде на раскрсницата, буквално на ќошот, имаше место кое што е, значи, рај. Значи, не знаеш колку беше убаво средено, цвеќиња насадени, искосена тревата и станарите. Јас кога да поминам таму, бидејќи движам тоа место цело време, ги гледам дека највечер излегуваат, си купиле црево луѓето, си го поврзуваат натре во зградата и пуштат, го вадат делот таму, си го косат, сами си го одржуваат. Ти не знаеш колку е преубаво. Тоа е преубав пример, го стави во видеото да го видат луѓето стварно колку е. Да видив како треба. Да. И не знам дали би тоа зборевме и преска, не знам како стои, дали секоја зграда треба да си го средува местото, законски зборам како е, кој е одговорен за тоа место пред зградата, дали е општината, градот или станарите што живеат таму, не знам како е законски, меѓутоа еве еден пример убав од луѓе што стварно преубаво ти да поминеш покрај такво место, цвеќиња од сите страни, искосено, средено, нема ѓубре, преубаво е. Нека земат пример од тие луѓе, не знам што да кажам. Да, кога веќе го спомнавме и село град, и јас сум била многу убедена дека порано луѓе на село, освен тоа што су ga палиле ѓубре, па нели загадуев, дека стварно су биле по некако природно, онакој од folklore wisdom, дека су биле природно освестени, па су си они сами су ga складирале отпад, нели? Да, и види, имаш... Сведок не сум видела како уствари због недостатак на јавни предпријатија, нели нема они услуги морав сами. Морав сами. Сведок не сум видела дека уствари не било баш такој, дека они су склони на тој депонија да прави, а најблиско им е прва река, прв извор. Да. Не, имаш, види, и во град и во село имаш и добри и лоши примери. Не можам така да ги поделам дека едните се подобри од другите или овие повеќе се грижат, овие помалку. Едноставно или сакаш да ти е убаво пред дворот кај што седиш или не кеш да ти е убаво и не се замараш. Не е тоа твоја работа и крај на приказката. Добро, бар у село немав тротоари, па бар тамо немав дилему дали на тротоари да стои в контейнери отворени и полуотворени, нарочито овие тропски услови, сега летни, или да стои в паркирани возила. Непрописно. Тоа го немаат гајле, дефинитивно. Да, а што според тебе треба да стои на тротоар? Ја тротоарот, колку што знаме, за луѓе, за пешаци да поминуваат. Сега Скопје, знам дека има доста локации каде што континерите се... Скопје, булеварите, генерално, булеварот прво е велосипедската патека, па после има пешачка. Најголемиот дел од континерите што се на булевари, мислам дека се покрај велосипедските патеки. Искрено не сум експерт, ама го имам кажано ова на неколку места, дека јас сум за да се направат подземни континери. Зошто? Од причина што преполни континери, ѓубрето го разнесува ветер, го разнесуваат мачки, го разнесуваат чавки. Не се само луѓето, да бидеме реални сега, дефинитивно и луѓето загадуваат, најголеми загадувачи, меѓутоа и ова е дел од проблемот. И дека треба од негде да се почне, треба, според мене од таму би почнал. Ама ти си економист и свугде у сви градови ќе ти кажав дека нема паре општине за такво нешто. Кои подземни контейнери? Не верувам дека нема. Не верувам дека нема, може да се изнајде решение. Ја ти тврду дека нема. Може да се изнајде решение, дефинитивно сум убеден во тоа. И второ, треба да се работи на свеста кај луѓето. Не може во Јапонија да нема ни една канта на улица, па пак да нема ѓубре. А кај нас да има и канти и континери и се, а пак да има ѓубре на улиците. Дефинитивно и свеста е кај луѓето на доста ниско ниво и на тоа треба да работиме. Тој се све испреплетени фактори социолошки, какви и да се. Јас секогаш кажувам, не ја ставам на една страна топката. И едните се криви, и другите се криви. Доваѓаш сега у Куманово, претпоставувам не доваѓаш прв пат у Куманово како град, али сега доваѓаш с цел. Сега доваѓаш с акција што ќе биде на 9 август, а тоа е у неделју. Ќе искористимо још време имамо од подкаст да ги повикамо луѓе нормално да се придружив, па ќе зборимо и за волонтерство, тоа е рак рана на наше општество. И гледаш, сега не доваѓаш како турист, не доваѓаш приватно, него доваѓаш и око сега ти е научено да гледаш ѓубре. Точно. Од
45 минута, сат време колку се прошета, да ги видиш потенцијални локации. Што ќе кажеш на прву овако за овој град? Искрено премногу ѓубре. Освен дека институција немав паре да поставив не само подземни контейнери. Да, колку што разбрав јас дека имаат и само 18 луѓе на терен што работат за толкав град значи за раззеленување и за подкастрување и за одржување на зеленило 18, да. Аха. Да. Добро, мисле дека е скроз целосно и за, како се вика, и за ѓубре собирање, ама пак и за зеленило е тоа премалце. И за зеленило е премалце. Не мислам дека е толку мал град Куманово, тоа е за една населба, да не кажам, кај нас во Скопје. Скопје, Куманово не верувам дека е толку мал град. Куманово, според мене, не верувам дека може и со 50 луѓе да се заврши таа работа. Некад сме имале 100.000 жители, уствари ми сме најголема општина, сега веќе нема због иселување. Не, дефинитивно бројот на тие луѓе треба да се зголеми и тоа јас што го видов денеска е стварно поразително многу. Сега има дефинитивно и од невремето уште, да речам, дрва гранки што останали што не се собрани, тоа е разбирливо со толкав мал број на луѓе што работат, ама и доста ѓубре. Премногу на тие локации јас кај што ти да видам. Еве денеска ќе објавам да видиме кај ќе биде конечно акцијата кај ќе се одвива, бидејќи не можеме цел град да го средиме. Не можете. И пеколни горештини се сега во август, планираме да биде по Сабајле акцијата некој си саат и пол 2 до 2,5 сати да речеме. Така да одбереме конечна локација, ама било која локација да одредиме, мислам дека нема да сгрешиме. Дали у центар, дали не, мислам дека не. Да, не, сите ќе бидат блиску до центарот на Куманово. Гледаме да биде тука блиску каде што и најмногу луѓе движат нормално. Дали сте кад ќе чуев еве у Охрид, еве на некое место кад ќе чуев луѓе дека пошто повикувате волонтери, нормално мора претходно да се даде оваква најава. И кад ќе дали имате с Филипа и ти лично утисак дека кад ќе чуев луѓе, дали колку често ви се јавлев уствари не да ве предухитрив, па они нешто да исчистив пред да дојдете, збору за директори на јавни предпријатија, збору за градоначалници, за некога од локалну самоуправу. Дали тај ваша одлука и најава е дочекана на нож, па нели итро како лисице са сопаш, викамо у Куманово нешто ќе исчистив, за да не дојдете и да не ги поругате. Да не видат луѓето колку е уствари несреден. Колку е уствари несреден, да не биде корпус деликти. Или пружав ви руку за сарадњу. И каков беше случај Куманово, тој не највише интересира. И двете. Вака, во претходно во градовите кај што струјавме, Скопје и Охрид, тоа што беше од наша страна побарано, тоа го добивме. За единствено баравме да ни се даде камионче каде што ќе може да го одлагаме тој отпад и целото ѓубре што ќе го собереме. Можам да кажам во Скопје дека не беше понудено да се прати екипа, меѓутоа сметав јас искрено дека нема потреба, бидејќи беше мала локација, сметав дека ќе дојдат доволно волонтери, дека можеме сами тоа да го средиме. Во Куманово е малце поразлична ситуацијата, има премногу како се вика ѓубре, искрено не очекував. Пази мене како некоја жена од Индију. Како ти значи премногу како се вика ѓубре и контакт имавме досега со институциите во сите градови и сегде ни излегува во како се вика тоа што го. Они ви се јавив први или ви се најавите? Досега ние ги побаравме, единствено во Куманово мислам дека директорот беше што му пише на Филип, така да он не сконтактира, немаше потреба ние да ги директор на чистота. Да. Така да до сега сме имале окей комуникација со нив. Сега нормално некој тамо нема да спомнам, меѓутоа не сакаат сите да го представиме, да речам, некое место или некој град дека е препрљав. Се случувало да се отиде конкретна локација што ќе договориме да се среди, па после ние да бараме друга и било лесно да се најде друга реално, кога знаеме дека сите градови во Македонија имаат такви локации, не е една, него повеќе. Така што да, дефинитивно до сега сме имале помош, тоа што сме побарале, тоа ни е пружено, така да немам што да додам. И конкретно имасте помош, еве баш денеска, снимам га подкаст, денеска е четвртак, имасте помош од дали па како да го тој формулирамо, не за да бидемо
политички коректни, него како да го формулираме, ева вако е, ако ми дозволиш, како прашање. Дали е битно од како ќе се заврши акција, од како имате понудену помош од едно јавно предпријатие, од било кога од локалну самоуправу, не зборимо за волонтери, ве нервира ако евентуално некој си ги земе заслуги за такво нешто, или тој го рачунате само како добар пиар? Не би можел. Зашто су склони политичари на такво нешто, мислам дека не би можел. Ние одлучуваме што ќе се, како се вика, што ќе се објавува на социјални мрежи кај нас. Јас сум кажал од почеток дека не планирам со ниту една, да речам, политичка партија и нејзини представници да се експонирам на социјалните мрежи. Бидејќи немам потреба, јас приватно не сум политички определен, така да немам ни потреба искрено такво нешто. Правам да ја делам публиката која што е од сите партии, верувам, и од сите раси, и од цела Македонија ме гледа, немам едноставно потреба кога јас самиот приватно не сум политички определен. Да, ама и од сите партии фрлаат ѓубре. Дефинитивно, дефинитивно. Па тоа е суштина, уствари, не е битно од која партија се битно дали си човек или не си човек. Беше ли изненадено толку многу што те бомбардираства, што викаш у инбокс за евентуални локации? Да, само што објавивме за Кумано имав, па да не предарам, првиот пола сат преку 20 пораки. Само што објавив 15 минути имаше 10 пораки, после уште толку. Не знам дали сите успеа да ги отворам, меѓутоа гледав да вратам на повеќето од луѓето, бидејќи баравме конкретни локации, ама кој да прашав ми кажа, брат, кај да одредиш сегде, нема да сгрешиш, цел град ни е. Да, али управо ради За жал, морам да кажам за жал. Да, управо ради тој користење на свакакви платформи или социјални мрежи, највише се туј ствара тај поларизација, не само партиска, било која измеѓу оној да се вратиме на оној корисан идиот. Да. Затоа што поделив се људи автоматски. Па ја гледа испод видео ваше за од Охрид, кад чистисте. Имаше многу, можда не исклучиво бејби бумери, или некои генерација ме тотално изненадуев на људи што ви коментирав. Аве сине, ти колку људи фрљав ти, не можеме никад нема. Што се глупираш, иди фати некоju работу, иди си таму у администрацију работи си. Или па од другу страну, ово е голема критика за институција, па одма напади нели на партиски чланови кои одговорно тврдат дека го уништисва га цел соживот у Македонија, чланови на политички партии, не политички партии. И почнав да се препуцавав дека институции су криви. Колку уствари су тие институции, институционално ако гледамо? Сега ми одговори како Андреј, како Андреј економист, кад ќе каже некоја институција дека има само 7 камиона, и тој ви е. Ми имамо толку голему територија, ама имамо 7 камиона. И толку. Значи, куде су начини да се најде? Дефинитивно треба да се инвестира во чистота, и тоа не е само камиони да се купат, него треба да се инвестира во вработени, да се поделат работите на тимови. Не сум стручен, ама можам да од проста логика да кажам дека треба да се инвестира во вработување на нови луѓе, да се менаџираат тие луѓе, и не сите луѓе што се таму се грижат баш како што треба за алатите, за се што располагаат. Така, значи треба убаво да се изменаџира тоа, да се инвестира најпрво во луѓе, во механизација. Ако не инвестираш во чистотата, во што да инвестираме? Ако не ти е чист тоа што го имаш веќе, што да почнеш друго? Па затоа су тие коментари, затоа што луѓе су бесни, затоа што видив од една страна дека има летаргичен однос спрема инвестирање у такву опрему, па и у луѓе, у све, у човечки ресурси што су исто многу битни. И на крај све се сведе на оној наше македонско. Ајде и такој сви се иселисва млади. И онда се од негде појави Андреј и почна да прави чуда, и сак су луѓе малце избунети. И чек да те прашам, пошто веќе ги избуни смо луѓе, да не поправljate ви семафори случајно? Не знам. Забрави тој да те прашам, да може имате екипо. Ќе научиме и тоа. Многу ви се научите, па тако почесто доваѓате, а таква инбокс какав е. Имате многу расипани семафори во Кумано? Па имавме, ама имаме. Да. Још имам. И затоа ти го викам, тој бес што се створи, затоа се луѓе препуцавав. Затоа што они су бесни и тој бес га нормално дека на социјални мрежи најубаво га исполјуваат тој бес. Сега е веќе отворена врата таму, секој може што сака. Отворена е. Пак ќе кажам, не можам да фрлам топката на една страна.
дека треба да инвестира, да се Ти инвестира како во чисто. фудбалер што си тренираел куманово. Мора да иде и на едната страна и на другата Не, страна. ти треба сега да баш центар шут добар да дадеш и да го фрлиш Дака, топку. Еве сега е време, момент. Значи, колку и да инвестираат како се вика органите во камиони, во механизација, во луѓе да чистат. Ако народот фрла ѓубре, ти нема шанси да го дочистиш. И на другата страна, ако народот е како што треба, а има двајца што метат и што чистат, ништо не правиме. Значи топката не можам да стане една страна. И треба свеста кај луѓето да се дигне, но и треба да се инвестира во во инфраструктура за чистота. Ако немаме, па ќе кажам, чист град, на што останува на крајот од денот? Добро, ајде сега некако фудбалер, сега ми одговори како судија. Веруваш ти онакој лично како граѓанин на Македонија, дали веруваш у казне? Дефинитивно треба. Дефинитивно треба да има казни. У санкции, Да, дефинитивно. Како да не, кога сме дошле веќе на тоа ниво да пред мене поминува со кола, си отвара прозор и го фрла кросанот од прозор и нема ништо, не, тоа му е најнормално. Чим пред мене го направил, сигурно денес уште 3 пати го направил. Ако тоа веќе нормала ни станало, дефинитивно и казни треба да се воведат. Ама за тоа треба пак да се инвестира, така, треба да инвестираш и во луѓе што ќе бидат на терен, еколошки инспектори или како да ги крстиме. Треба да се инвестира во чистота. Дали ќе биде на таков начин, дали ќе биде во луѓе што ќе чистат и механизација, треба да се инвестира во чистота. И крај на приказката. И крај на прича. Така. Чича, бича, завршена прича. Нема да го завршиме ми овој причу. Гледам дека тоа прв се разгоруе и овој посакуju ti da pa не ти посакуju да отидеш у свак град. Сакала би да помислу дека још увек има градови и општини кои што живив у тај биодиверзитет кој го поштуев. Поштувајќи си го околину, па ти се поштуи, имаш и само поштовање за живот, за воздух што го дишимо. Нема да идемо толку далеко да те прашам лично што мислиш за глобално затоплување и за тие некои други феномени. Али сакам да те прашам за волонтерство. Сакам да те прашам како мислиш дека се развива или каков си ти елемент и фактор у све тој да го свесен ли си дека све повише и повише се развива преку овакви акции волонтерство? Искрено се надевам. Од терен, дали имаш фидбек такав? Надевам. Имаше такви акции, Генералка викенд, оваа година во мај се одржува и знам дека секоја година се одржуваат и дефинитивно мислам дека влијаат на свеста кај луѓето, бидејќи јас видов дека имаше доста волонтери на тие акции и се надевам доволно е свак мало да си го среди. Да, дефинитивно. Се надевам дека преку акцији, и тоа е една од целите, да влијаеме кај луѓето дека стварно е битно и од нас зависи на крајот денот. Океј, не го средили. Ако јас како си одам јас сум човек со интерен локус на контрола. Тоа е човек кој што сам за себе е свесен дека ако јас не го направам денеска ова, никој нема ми го направи. И крај на приказката. Јас сум човек со интерен локус на контрола. Човек со екстерен локус на контрола секогаш се потпира на некој. Така? Тоа е негова грижа. Тоа па зошто од втор спрат тој не се приклучи, што сум јас сега најпаметен. Тоа е човек со екстерен локус на контрола. Јас сум човек што сакам да си ја завршам работата и препорачувам што повеќе луѓе да бидат така. Како си? Да си гледаат за себе, онака, мислам дека повеќе разбудени индивидуи ќе направат подобар колектив. Не сум јас човек што верува дека сега преку нашите вида свеста на сите луѓе ќе се крени. Не, ама ќе разбуди неколку луѓе и ќе му текне дека стварно треба вака да постапувам. Лично мислам дека у момент кад ќе го виду срам, пошто може и срам, како што може и страв, како што може и многу други емоции да се види во очи, лично мислам кад ќе го виду срамоту на некога што фрља ѓубре, а е фатен на дело, не мора нужно од инспектори, затоа што кој знае кад ќе ги добиемо, нели? Него онакој како граѓанин на граѓанина прекорно кад ќе го погледнеш и ако виду срам, так ќе знам дека смо на прав пат. Да. А камоли да собере после себе. За жал мислам дека нема ни срам да му биде. И да му кажеш, мислам дека нема срам да му биде. До тој степен се му е гајле скроз дека фрлил ѓубре. За жал го кажувам ова дека. Изгуби смо срам. Да. Многу битен елемент. Се надам дека не се голем број такви.
Ама можам да ги приметам. Ти вика ми пред мене ми се има случајно пред мене, пред кола отвара прозор, кросанот од прозоров. Да. И после И после food нечистото ја chain, одржава. птица, мачка, клучиња, тоа е башка, скитнице, тоа е башка. се ветар, елементарни непогоди да не ги зборимо, па просто да се плашимо. Дојде сме у ситуација, Андре, наместо да зборимо за многу по-продуктивни за наше, не само за наше општество. Боле да зборимо за ванземаљци, боле да зборимо гледали га филм. Луѓето се качија на гледали други га- планети отидоа Дали ние го за гледа, ѓубрето. мене ми е жал и мене ми е срам. од подкастот за ѓубре. Мене ми е срам и жал место да си збориме Зашо тоа е? за дали га гледа Одисеја, дали мислиш дека ванземајци постои, дали си духован продуховен. Место да збориме за такви, ми збориме за ѓубре. Од негде мора да се почне. Ми збориме дали Да. контейнери треба да стоив на тротоари и дали треба да су отворени. Значи, еве, ако ти е за утеху, мене ме срам. И мислу и надам се дека и негде га е фатило срам. Нега лично познавам човека на директора на Чистото и зеленило, ама мислу дека од срам вее контактирае. И тоа е да кажемо па и добро на некој начин. Може би, не знам. Ето, човекот ти ни сконтактира што и да ви треба, рече, ќе донесеме и механизација и све. Не знам, не можам да кажам дека човекот е виновен дека е во таа Не, у ситуација. никој случај. Едноставно не ме интересира чија е вината па да, за зашто оваа мора да ситуација. знаеме кој е крив? Едноставно, ете, колку можеме ние ќе помогнеме со волонтери, се надам дека видеата што ги постираме и реакциите што ги добиваме дека влијаат позитивно кај луѓето. Па ќе кажам, нема сите да ги разбудиме, ние ама доволно 1% од тие луѓе што ги гледаат видеа да им кликне нешто во глава. Ово е, ако га ти викаш тивок протест, ја га викам ново будење. Да. Но, и пази, у све тој, ти си млад и ти правиш што правиш и надам се дека ќе го добиеш награду на ОПСЕ за социјално освестена личност на годината. И Видиновски прави, и наша Ружица прави, и што викаш индивидуално свак сигурно по нешто прави. А гледа што се деси после 2 август у Охрид, збору за младу популација што остави позади себе, позади журкање. А и сега кад шетасмо пред да дојдеме овдека у Ауру, у Куманово спа, видесмо и сами и гастербајтери што живив негде куде што птице ги зимав опушоци, Да, ги носев. за да и за носев ги храна, у апарату видели ти дали виде како се фрља у централно градско подручје, колку има ѓубре около Ламбургини. Па што ќе ти Ламбургини, ако имаш толку ѓубре, ако го фрљаш од прозор у Куманово, у овој небитницу од куде што си роден. Да. А млади луѓе у Охрид? Жално. Се надевам, јас имам највише Како да допремо до тие луѓе, тоа е прашање. Ја имам највише, како се вика, надеж во младите. Јас не верувам дека стари некој ќе Затоа сам изненадена. Кај старите, според мене, потешко е да влиеш. Не. Видели га Кумановец, професор по физичко у пензију, на куде 80 години мислу дека има човек, видели га, они скочија да се Види, не бања кажам у дека нема Охридско исклучоци. Не кажам дека нема исклучоци, ама генерално ако зборуваме е многу потешко ти на постар човек да му објасниш колку е битно да живееме. Нема шанси. Тие си имаат некоја зацртано, како се вика, во главата и Мислиш дека мајндсет има таков? Многу е потешко. Постар човек е многу потешко да му внесеш нешто ново. Они се веќе си имаат, како се вика, начин на функционирање и многу е потешко да излезат од таа зона. Кај младиве ми е мене надежта, кај нив дека можеме да влијаеме. А постар човек Ама како? почне одма да каже во мое време како било. Мислиш дека овие луѓе што се оставиле тони ѓубри и пластични флаше у Охридско езеро, дека ги гледав твои видеа? Па не, тој не е твоја публика. А како да биде твоја публика? Види, не верувам дека се сите такви. Има дефинитивно и од младите, има и од постарите што ќе се разбудат. Не можеме да генерализираме. Не, споримо за тие што се оставиле ѓубре позади тебе. Да. Не знам што ќе кажам, едноставно. Мислам дека и на сите, не е само во Скопје, тоа на сите концерти и сегде и у свет каде што се случуваат, единствено не знам во азијските земји што се почисти,
како и Јапонија, Кина, дека се случува тама, во сегде во Европа мислам дека се случува истото и желно е искрено така да завршиш со пиење, да го фрлиш тука, кај што поминуваат и луѓе, кај што буквално центар на градот. А добро, Андре, па нели се направи ово? Нели сега више кад ке пијамо од пластичну флашу, капаче ни улаза у очи, нели више нема капачиња, нели више нема пластични кесе, нели ти се чини дека све некако... Сега целото шише го продат, не само капачи. Да, обратно пропорционално иде со свие оние кампањи што ни ги мора да кажу наметнуев. За да не направив исклучиво нас кривци или што е? Што е туја нешто? Мора да има дај некој теорiju на заговор. Не знам што да кажам. Мојот став е тој дека проблемот е и таму и таму. Јас се надевам дека влијам за, како се вика, за да се дигне свеста кај луѓето, но и дека му оставам некој жарче на институциите дека треба стварно да се засукаат ракави, да се сработи по убаво и по професионално тоа. И таму се надевам дека влијам, а проблемот е и таму и таму. Не може да избегаме ни од куде и да се завртиш само проблеми со синко. Ма добро, ние сме за тоа да ги решаваме тука проблемите. Да ги решаваме. И ти ги решаваш да плачиме. и ти ги решаваш на многу добар начин и многу ми се свија тоа што го викаш дека си такав човек и по природа и по карактер треба да си такав човек. Да. И не само по афинитети, не само по животен стил, него по карактер треба да си такав. Твоја рука како ќе те почеша по грб ни една не може. Ако видиш дека има ѓубре, ќе го исчистиш и тоа е. Чек да виду да не сум забравила нешто да те подкастру и да ги повикамо луѓе да дојдев. Због што су највише фрустрирани млади? Па фрлјав ѓубре. Па тој због кој знае због што су у денешно време фрустрирани? Због тој што нема работу, због тој што чисто сумњам дека су фрустрирани затоа што чистота и зеленило у Куманово, зборо за кумановци сега стриктно, нема доволно пари да купи камиони или нема инфраструктуру. Знаеш како гајле име, све поише има игнорантски однос, веројатно за тој сам га и пишала овој прашање, ама ја га делимично ја одговори. Мислу, што па ти да се замараш со што су они фрустрирани? Младите? Па да. Па, ако збореме у мојов домен за хигиената у градот, да, апсолутно, да. Што е тај фрустрација и тој без да имаат фрлиш? причина зашто да бидат, сега ако се свадат како дел од проблемот, треба почнат да го решаваат. Тоа е тој. Да. Браво, прав одговор. Добро, овој сам го пишала затоа што све се повише збори дека слобода почна да се поистоветува со отсуство на фрустрација. Па тој ми беше, можда и ти имаш такав утисак, еве сега идеш и скачаш од Скопје, идеш по други, знаеш, отсуство на фрустрација уствари слобода, сами на себе си дадесва преголему слободу, jer ти не може некој да им даде слободу. Они сами си дадесва слободу, да биде безобразни на тај начин. Али еве нема да ги нападамо само млади, затоа што кој знае што ќе ни пишува по коментари, нема нити да релативизирамо. Ќе пишуваат тие што се погодени од приказка, тие што се свесни дека прават се што можат да не е така, нема да пишуваат. Па да. Според мене. Па да, па и увек е така. Така. Увек е така. Добро. Ајде сега вако да завршимо која ти се чини на прв поглед стварно најбоља локација с обзир на тој колку време имате, с обзир на тој колку ќе биде топло у неделју, која ти се учинала на кој на прву од директор што ти покажа, од ја и Ружица што ти покажамо, што ти објаснисмо, која мислиш дека ќе биде најбоља? Ќе видиме тоа, ќе објавиме утре да се исконсултираме со Филип. Има локации и во центарот што ми ги покажавте вие и кејот на како се вика, градскиот кејшови е тука, некои од населбите ми ги покажаа, така да ќе видиме утре, веројатно ќе ги објавам, јас до вечер ќе објавам и фотографии од локациите, можеби ќе оставам да гласаат луѓе во која локација би сакале, која му е поблиску на сите и така натаму. Така да ќе гледаме да е нешто стварно и корисно за тие што видат тука и се надам дека ќе испратиме убава порака и ќе допре до повеќе луѓе. Не се надевам, него сум сигурна. Покануваме сите во недела во 9 часот. Локацијата нека не следат на социјални мрежи. У 9 па ќе објавиме и ние, ќе направиме неколку колаборацију, па ќе дојдемо, па ќе засукамо рукави. Да, ќе го изчистиме цел град. Да, знаеш што ми се многу посебно свија што све повише и повише општествено одговорни компании ви се придружуваш, барем за воду, пиво ли е, вода ли е, сок ли е. Иначе има све људи, ви сте ги им обезбедиле све, добро беше
беше Да, прашање има од се Ружицу. обезбедено благодарение на, нели, имаме општествено, како што каже ти, општествено одговорни компании кои што ни ги поддржуваат овие акции, Сендвичи давате ли? Мајце давате ли? Да дојдат повише луѓе? Обезбедено, само треба да дојдат луѓето и да уживам. Па добро, па тоа е на некој начин и забава, затоа што тоа е стварно на крај на ден се осетиш дека нешто си стварно Добро си корисно направил, направи. ето така, И ми ќе го пратимо ситуација. Овдека на што ќе личи тој место? Ќе има и слики пред потоа, секи има. Знам, ама Секи има. после до 2-3 неделје у што ќе се претвори. Се надевам не пак исто. И пак ја кажам, треба и едната страна и другата да работи на тоа. Не ја префрлам никогаш топката на една страна. Неќеш да си у офсайд. Добро. Да. Ќе видиме у Куманово како ќе си пројдете и ја ви посакувам успешну акцију да се видимо и Фала ти. да уствари да се видимо ск и никад више за да го исчистимо град. За убави работи да се гледаме после зошто никад. После да си се гледаме, да. Да, не за вакви Да, работи. затој викам, тој сакаш и да кажу, да се видимо за убави работи, да се видимо некое зеленило. Да. Негде у центар, куде што ќе нема нити еден опушак, куде што ќе биде Све средано. и куде што ќе ни тече вода од фонтане, затоа што ми имамо фонтане, ама воду А немамо. не тече вода. Не тече вода, да. И у фонтане обично има највише и ѓубре. Така е да се видимо тамо на некое место, у некој градски парк, Се надам. покрај реку, куде што само птице ќе поев и куде што ќе има подземни контейнери, куде што нема да смрди и куде што ќе живееме поубаво, пошто тој не е на свици. Дај Боже, Океј? се надам да ќе биде така, да. 9 август 9. Да. 9 август у 9 сат. Да. Каква символика. Да. Поздрав и фала многу. Фала и на вас.